Нова година го означува крајот на еден и почетокот на нов циклус во живеењето на луѓето. Ова е празник кој ни дава шанса за нови почетоци, за поправање на грешките и создавање нови планови и амбиции. Новата година се празнува низ целиот свет, на најразлични, а понекогаш и чудни начини. Еден таков чуден начин имаат данците, кои во текот на целата година собираат чинии, што на новогодишната ноќ ги фрлаат пред вратите на своите пријатели. Оној што ќе најде најмногу искршени чинии пред својата врата, значи дека има најмногу пријатели кои му посакуваат се најдобро во новата година. Ова е само една занимливост со која ги започнуваме денешните урбани вести, а еве што друго ќе погледнете во нив. Маврово и Попова шапка остануваат на врвот меѓу домашните скијачки центри. Неколку совети како да го намалите стресот за празниците. Која фризура ќе биде хит во 2018 година? Меѓу домашните скијачки центри Маврово и Попова шапка повторно остануваат на врвот во посетеноста и покрај минималните инвестиции. Ски картите во домашните скијачки центри се движат од 300 до 1100 денари. Најевтин билет за скијање има ски центарот Копанки на Пелистар, а најскап билет е во Маврово. Скијачките центри Маврово и Попова шапка остануваат на врвот кај домашните скијачки центри и покрај минималните инвестиции последниве години. Стартот на скијачката приказна во Маврово датира од 1959 година, кога тогашниот скијачки сојуз решил на ова место да се гради скијачки центар. Изградбата на првиот сместувачки капацитет, скијачка школа, почнала 5 години подоцна, кој денес е хотел. Ски центарот е основан од Заре Лазаревски, чие име денес го носи овој ски центар. Половина век подоцна скијачкиот центар на Бистра е препознатлив по патеките на кои се одржуваат врвни меѓународни надпревари во алпско, нордиско и сноуборд скијање. Купната должина на 11 ски лифтови и 3 жичари изнесува 5700 метри, со капацитет од 11100 патници на час. Со ваква инфраструктура можно е да се ские на висина од 1255 до 1860 метри надморска височина. Патеките кои се подготвуваат со 6 ратраци се соодветни за почетници, напредни скијачи, како и професионалци во категориите алпско и нордиско скијање. Должината на скијачките патеки под жичарите изнесува 5000 метри, а должината на скилифтовите е 10000 метри. Сите патеки под скилифтовите се осветлени и озвучени, така што скијањето е овозможено и навечер. Попова шапка е еден од најстарите и најголеми ски центри во Македонија, кој датира уште од 1947 година и е распослан на падините на една од највисоките планини во Македонија, Шарпланина. Сместена надморска висина од 1800 метри, се одликува со голем број сончеви денови и со снежна покривка погодна за квалитетно скијање од крајот на ноември до април. Ски центарот располага со повеќе жичници и ски лифтови, чија вкупна должина е 11000 метри, со капацитет од 8000 скијачи на час. Вкупната должина на ски патеките е околу 20 километри, а скијачкиот простор се протега над 35 квадратни километри. Има 2 жичници, 5 ски лифта и 15 скијачки патеки и располага со патеки за почетници, за напредни скијачи и за надпреварувачи во алпско скијање. Ски картите во домашните скијачки центри се движат од 300 до 1100 денари. Најевтини билети за скијање има ски центарот Копанки на Пелистар. Дневната карта е 300, детската е 200 денари, а дополнителни 100 денари се плаќаат за жичницата. Во Крушево цената на дневниот е 500, на полудневниот 350, а на жичницата 150 денари. На Попова шапка се нудат 3 типа на ски карти: дневна од 900, полудневна од 600 и детска од 400. Во Маврово е најскапо. Дневната карта е 1100 денари, утринската која важи до 13 часот е 650 денари, попладневната е 850 денари, а билетот за жичарата чини 300 денари.
Стресот како неизоставен дел од модерното живење за жал е присутен и за време на празниците. Најчесто е потикнат од потребата за совршенство и уникатност, која не секогаш е лесно остварлива. За весели празници потрудете се максимално да се препуштите на празничното расположение. Украсете го домот и дружете се со саканите. Новогодишните и божикните празници најчесто се поврзуваат со добро расположение, убаво друштво и богата трпеза. Но што се случува доколку нешто од планираното земе друг правец од посакуваниот? Наместо убаво расположение настапува стрес кој е се почесто застапен, па дури и за празниците. Истражувањата велат дека настојувањето работите да се доведат до перфекција често пати знаат да резултира со напнатост и стрес. За да го одржувате стресот под контрола, следите ги нашите совети. Имајте реални очекувања за празниците. Не можете да направите се совршено. Некои луѓе се разболуваат. Некој рецепт нема да излезе како планираниот. Некои од гостите пак не се согласуваат добро. Но тоа не е ваша вина. Не мора да имате совршена забава или пак совршено декориран дом. Грижете се за себе за време на сезоната на празници. Тоа подразбира здрава исхрана. Јадете повеќе зеленчук, овошје, симки и јаткасти плодови. Ќе изгледате подобро, а со тоа и вашата самоконтрола ќе се зголеми и ќе бидете поуспешни. Најдобар начин да се ослободите од стресот е да го заборавите. Тоа ќе ви успее само ако ве обземе празнично расположение. Украсите го домот, гледајте новогодишни филмови и уживајте со семејството. Имате еден живот со ограничено време. Искористете го времето со луѓето кои ги сакате и ве прават среќни. Споделете спомени и насмевки. Само така празниците ќе останат во добро сеќавање. Доколку сакате нешто да промените на себе, наш предлог е тоа да биде фризурата. Во 2018 година стилистите предлагаат подолга варијанта на боб формата со шишки. Ако оваа сезона сакате да промените нешто на себе, тоа нека биде фризурата. Постојат безвременски фризури кои ќе бидат секогаш актуелни. Исти две жени не постојат, па така и две идентични боб фризури нема. Универзалноста на оваа форма лесно се објаснува. Таа има многу варијанти и токму затоа одговара на различни облици на лице. Предноста на оваа форма е навистина може да ви ги сокрие недостатоците. Боб фризурата идеално ги истакнува очите, коригира известни недостатоци, например визуелно го издолжува вашето лице. Во 2018 година стилистите предлагаат подолга варијанта на боб формата. Затоа треба да внимавате каков боб ќе посакате за себе. Оние со густа коса ќе направи да им биде полесна и ќе даде текстура. На тенката коса се случува спортивното. Дава забележителен волумен. Во новата година велат дека ќе биде популарна боб формата, но со шишки. Предлогот е да одберете асиметрична, долга и бушава варијанта. Секоја жена посакува промена, но полека. Не треба тоа да бидат кардинални решенија. Може да се одлучите и на степенување на вашата коса. Должината ќе биде иста, но ќе добиете освежување. Предниот дел од косата освежете го со посветли прамени, но никако густи шишки. Стилистите предлагаат асиметрични и искосени. Изборот е ваш. Каква фризура ќе носите оваа година? Почитувани гледачи, тука е крајот на денешното издание на Урбаните вести. Ви благодарам на вниманието, имајте пријатна вечер.